Министерството за земјоделство до година најмногу пари ќе троши за обезбедување на вода за земјоделските површини. Ова подразбира инвестиции во изградба на брани, хидросистеми и подобрување на системите за наводнување, истакна денес на пресконференција заменик министерот за земјоделство Трајан Димковски. Веќе неколку години го потенцираме значењето на обезбедување услови за развој на стабилно, конкурентно и модерно земјоделско производство. Тоа не е можно без вода. Затоа и во 2022 година продолжуваме со инвестиции во водостопанството, кои опфаќаат одложување на започнатите проекти и изградба на нови системи. Дел од овие планови на Министерството се изградбата на браната Речани кај Кочани, а пари се предвидени и за хидросистемот Злетовица. Очекуваме наредната година да се заврши со изградба на браната Конско и да се продолжи со предвидената динамика на реализација на изградба на брана Речани и речица Равен, согласно склучените договори. Продолжува и финансиската поддршка за хидросистемите Лисиче и Злетовица. Буџетот на Министерството за земјоделство планира и 6,14 милијарди денари за проекти кои ќе се финансираат преку платежната агенција и 24 милиони за развој на планските региони.